Уметноста да може да го украси, да го разубави јавниот простор и да направи сите среќни. 99% од акциите не се ориентирани да критикуваат и да направат некаква промена. Имаше категорија на луѓе на диазепам и категорија на луѓе на ракија. Ние се размишлявме да направиме и споменик на ракија. Полжав пред пошта, баш тоа. Ова е тоа. Полско ВЦ, ама ако не искочи пољак од полско ВЦ, не е тоа полско ВЦ по нашите перцепции. Има многу акции кои што дале резултат инстантно. Значи крпење дупки на улица, поправање инфраструктура, урбана, такви работи. Ние имаме анализи за цела држава, само што не се комуницираат тие анализи. Муабетот дека ние за 33 златни години ништо не сме решиле. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и лайк. Никола, што го врти светот? Геомагнетните сили го вртат светот, кои што се наоѓаат во средишето на мајката Земја, во Сонцето и во галаксиите од една страна, од друга страна, од некаква хумана гледна точка, утопијата го врти светот. Добро. Ке ти поставам и кратки прашања и сакам краток одговор на нив. Добро. Го сакам ГТЦ или Ајкули во Вардар? Ајкули во Вардар. Добро. Диазепам пред насред улица, сред тротоар или не можам кој да го изберам. Сладко без вода. Сладко без вода. Добро. Уметност или активизам? Уметнички активизам. Добро. Фер одговори. Сите овие се ваши акции кои што ги наброевме и уште многу други. Ми донесе огромна книга Уметнички креативен активизам во Македонија, од кои што 80% се акции во кои што ти директно учествуваш. Зошто уметничкиот активизам или пренесената порака на ваков хумористичен, сатиричен начин дава толкав резултат во однос на, да кажеме, други акции кои што не побудиле ништо кај луѓето? Има многу причини зашто тоа е така. Првата причина е затоа што уметноста, користењето на уметноста влијае на емоциите. Значи, ние размислуваме се уште емотивно, секој човек размислува емотивно и практично една добра акција предизвикува една мала состојба на афект внатре во секој човек и тој афект кога ќе се isprocesira во нашиот мозок предизвикува некаква реакција, односно предизвикува некаков ефект кој што води кон некаква промена, кој што го тера човекот практично да каже да, така е, треба ова да се смени, треба ова да се реши и така натаму. Од друга страна се работи за тоа дека многу често уметничкиот активизам, креативниот активизам зборува за теми и го зборува она што и обичниот човек сака да го каже, граѓанинот сака да го каже, меѓутоа нема начин, нема знаење, нема време, нема ресурси да се бави со тоа и да го прикаже буквално на таков начин. Тука е тајната. Лесно е препознатлив, сега е директно во целта и се кажува јасно и гласно што е тоа што е проблем. Уште подобро, мислам дека вие го покажувате тоа. Да, визуализацијата е многу битна, а ние правиме онакво полжав пред пошта. Полжав пред пошта, баш тоа. Ова е тоа, полско ВЦ, ама ако не искочи пољак од полско ВЦ, не е тоа полско ВЦ по нашите перцепции. Добре. Две акции ги спомна, може да ми објасниш малку како изгледа процесот? Поставивте, например, една од поновите акции, од многуте понови акции, беше полжавот пред Македонски пошти. Да. Како изгледа процесот? Одиш, ја гледаш поштата и викаш тука треба еден полжав чисто да се пренесе порака. Не изгледа. Некој пат изгледа така. Добре. Значи има два типа, сега мала екскурзија, пола минута. Два типа на акции. Акции кои што треба да дадат ефект брз и акции кои што влијаат на промена на перцепција. Ајкулите беа промена на перцепција за Скопје 2014, за јавните простори. Они делуваат на еден начин. Полжавот е директно посочување на проблем со надеж дека ќе се реши тој проблем. И полжавот е, значи, имаме не стигаат пратки, Апсолутно. што не стигаат AliExpress нарачки.
Не е тоа битно или бе. Битно е што на луѓе не им стигаат разни казни, извршителски решенија и така дале, па наместо 1500 денари они плаќаат 15.000 денари само затоа што некоја пошта само решила или некој не им го донел известувањето за некоја казна и ние поаѓаме од тој проблем. Ајде да видиме за овој проблем како можеме на луѓето, на граѓаните да помогнеме и на синдикатот на поштенските работници кој што во тој момент беше активен и бараше затоа што луѓето јавно рекоа, не можеме на еден поштар да има еден административец и не можеме да постигнеме. Да. И ние викаме, ајде видиме што да направиме, што е синоним за спорост, полжав. Океј, правиме скулптура и после процесот влегува, после процесот уствари целата поента на креативниот активизам е дека самиот процес е интересен. Нас ни е интересен, како автори, како уметници, како активисти, ни е интересен, и тоа значи кај да најдеме блок стиропор, кај ќе одделкаме, кај ќе чистиме, дали ќе пиеме пиво или ракија, колку дена ќе трае, па кој ќе го слика, па кој ќе обои. Сето тоа е еден креативен процес кој што нас не е многу интересен. Се формира едно уметничко дело. Треба тебе за нешто зависно од акцијата, никогаш, значи ние сме група од 4-5 луѓе, ние не сме некаква група во која има 100 луѓе, има 15-20 луѓе кои што ни помагаат во смисла на експертизи, во смисла на некои прашања комплицирани кога третираме да не утнеме, оти често пати даваме контекст, изборуваме за некои работи, ставаме долги писанија во пресовите за акциите, тука да не утнеме. Инаку самата екипа сме главно двојца-тројца работат на една акција и тоа е, кога ја имаме идејата, го бираме заедно материјалот и onda се договараме кој што работи оној што најдобро да го знае тоа, кој метал работи Андреј Мали и Узбек, ако е нешто стиропор, работи Љубо и ја, така да, или ако е харти, принтови, тоа работи Анита Колишка, така да има неколку 5-6 луѓе сме кои што, у принцип, не сите сме во секоја акција, меѓутоа, одбирањето на ние не ги бираме темите не бираат нас. Да. Значи, гледаме најголем број, значи, ние правиме само по една, правевме, како би се рекло, некакви проактивни убави акции као лани кукичките за кучиња, пожарникарскиот камион преклани удојран за Нова година, оние пакетчиња кои ги делевме кога не беше укратен со украсена лада нива па на деца на улица. Правиме таква акција еднаш у годината, еднаш у 2 години за да видат некој тамо тој таа една скулптура што ја правевме на времето што држат над една клупа во парк чадори за заштита и од сонце и од дожд. Правиме такви да покажеме на луѓето дека уметноста може да го украси, да го разубави јавниот простор и да направи сите среќни. 99% од акциите не се ориентирани да критикуваат и да направат некаква промена, да мобилизираат луѓе, без разлика дали одиме на тоа да е директно решение или дали влијаеме на промената на перцепција на луѓето за одредени прашања. Јас прва акција која што сум ја видела од тебе и кога веќе прогуглав, не знам, заедно со екипата да видиме кој го направил, беше диазепамот поставен на сред улица на Партизанска. Да, тоа е скверчето кај ние си го викаме тоа Карши на Ким скверчето и таму имаме не знам некој ги броеше од колегиве лани и рече дека преку 40 акции имаме поставено таму последниот 10 година. Да, многу ни е коњак место. Добро е, да, не само што е мало прометно, него колку толку простор да се постави. да, има простор, фреквентно е. Многу луѓе праќаат, добро е за фоткање и добро е за утовар и стовар. Значи тоа се смеевме со Андреј Јосифовски пијаниста, кој што истава слична работа, сличниот пристап го аплицира во Белград и со една група на млади активисти вика како прави тоа. Прва работа им викаме што треба да знаете колку ви е комбето. Добре. Колку му се димензиите да знаете како ќе спакувате делото. Те никогаш имате 30 секунди. Затоа што иначе може да дојде овој, да дојде оној во одредени контексти. Ние сме имале контексти 2013, 14, 15, кај што се одело во ден-два се проваѓале после полициска станица ако нешто утнеш. И онда тоа скверче ни било баш идеално ради тоа. Има многу луѓе, доаѓаш, вадиш, ставаш, никој после седиш со руките у џип, сликаш, доаѓа полицајец, не викаш шо е работа? Добро е тоа дека пак на крајот се сведува на камионите, како да се поминат дали во бизнис, дали во активизам. Сега таму беше пораката дека огромен број на луѓе користат антидепресиви кај нас.
дали нешто се смени. Знам дека од тој диазепам натаму телевизиите почнаа да известуваат за тоа колку македонците користат антидепресиви, односно каква е психолошката состојба на целата држава. Тоа беше тензија. Тоа беше многу тензично време у кој што имаше категорија на луѓе на диазепам и категорија на луѓе на раќа. Ние сега се размишляваме да направиме и споменик на раќа, што е многу комплициран и скап процес. Ние уште сакаме да направиме споменик на раќа, но многу е скапо. Ти ако го правиме треба да биде оригинално. Тоа значи да излиеме флаша од 4-5 метра, што е да биде прозирна. Мора да биде прозирна и внатре да има раќа. Исто како на заполјакот, значи ние не ќе да направиме флаша, него мора да биде флаша, па внатре мора да има раке или жолта течност, нема врска, кога ќе видите од 30 метра, знаете, или од 50, да знаете дека тоа може ли со донации да го направиме ова некако? Во делот на тоа дека почна да се објаснува на луѓето дека за било каква работа не мора да се пие диазепам. Да. Мислам дека се зголеми продажбата на алкохолни пијалаци малку после тоа, али имаше некои статистики. Ние јас поготово сакам да ги пратам тие работи, после година-две ќе ми текне, ќе проглам да видам дали нешто како се подвижило. Да, затоа што многу лесно се препишуваат и кога има имаше намалување. Одредено намалување имаше. И мислам дека тој тренд се уште е во пад, не знам. Мене ми е секогаш интересно дека луѓето сакаат кај нас да викаат зошто да протестирам, зошто да бидам активист, зошто нешто да критикувам. Нема никаков резултат. Ние сакаме да веруваме дека нема никаков резултат, меѓутоа реално добрата критика која што е насочена кон нешто секогаш дава некој резултат. Примери се еве и други акции кои што не се конкретно твојно дале резултат, да кажеме на Точак, кога почнаа да излегуваат, немаше велосипедски патеки во Скопје, па се создадоа. Сега на вистина има огромен број на луѓе што одат на работа со Точак. Знам зашто пред зграда имам велосипедска патека и буквално мораш да провериш и на улица и на велосипедска дали има некој. Цело време маса на луѓе оди на работа со Точак, што значи дека промена имало и во инфраструктура и во начин на размислување. Потоа колешка ми кажа дека мајки со колички излегле по улиците да докажат дека нема каде да поминеш со количката. И после тоа се случи да градоначалниците многу повеќе почнаа да мислат не само да санираат дупки на некоја уличка, туку и да се направи простор јавен кај што ќе може да се движат луѓето, и мајките со колички, и лицата со попреченост, ама и нели секој човек. И секако има примери кај вас. Последната ми ја кажа во Гевгелија со сладко и вода која што има арсен. Да, не е последна, ама е голем. Не, ти што ми ја кажа, која што кажа дека имала огромен ефект. Има многу акции кои што дале резултат инстантно. Значи, крепење дупки на улица, поправање инфраструктура, урбана, такви работи. Дури една од првите акции 2008-2009, уште не знам кога ја правевме, нас ни беше, славевме роѓендан на дупка. Тоа беше огромна дупка, клизиште во Кратово, и дупката беше некои 20 метра дугачка, пукнат пат, длабока 2 метра. Внатре и комотно може автобус или кола да влезе, да се тумба, не беше оградена со оние чуњеви. Али многу сериозна работа е сега. Што да правиме, не знам како ни паѓа на памет, некој вика, абе више таа една година ќе прави. Па викам, дајте викаме да направиме роѓендан на дупката. Ќе дојдете ли на роѓендан, ќе даеме торта, ќе даеме сок, едно друго. Да, отидовме, купивме за ичпари, у Джамбо онакви, отидовме таму, земавме торта, однесме, дојдоа луѓе, се собраа многу луѓе, затоа што правите, славиме роѓендан на дупка. И сега, кога вие терате, тоа е она преска што го зборевме, нив им паѓа гардот, на обичниот човек, вика, јас зашо не се, јас сум на роѓендан, не сум на протест, ништо не правам, сум дошол да гледам сир. Јужна Европа, поготово менталитетот на јужна европјаните е медитеранскиот, меѓу другите и нашиот, не е сирџиски. Ние сакаме сир, правиш сир, и акциите се сир. Не тераме мајтапи, на мајтап ги решаваме работите. И почна тоа, дојда. Ама дојдоа телевизии, али се дигна голема галама, се реши проблемот. Исто и со Точак, првите возења на Точак. Јас сум возел, многу сум одел со Снешка, со сите кои го организираат. Возевме за да видат оние што ги носат луѓето дека постоиме и дека не има. Да, тоа е еден масовен пристап, меѓутоа ослободува во активизмот, има една работа и се вика рестрикција за активистичко делување. А тоа е колку непријателот има власт над вас, односно има моќ да направи некакви форми на притисок
кои што ќе ве отргнат од тоа, односно ќе ве одвратат од активистичкото делување. Значи идете на протест, доаѓа шефот ако работите во администрација, каже шо мајка бараш ти на протест, шо мајка бараш ти да се потпишеш на петиција. Кога правите такво нешто, не може да дојде да ти каже шо си возел тебе точак. Или шо си се насмеал на споменикот на Дезапамот, или шо си јадел сладко. Мислам, глупо и идиотски и никој не го прави тоа. И онда луѓето се многу поослободени од тоа делување, поготово што оној кој што е творецот на акцијата, он ја превзима тука одговорноста за сите рестрикции од некаков носител на одлуки, без разлика, може да и корпорација во светски размери, многу често, ги превзима на себе, не ги изложува луѓето на ризик. Тоа е една така, дури христијанска, превземена од она, на учењата религиски, јас ќе ја превземам вината на мојот грб, за вие да бидете слободни, и таа работа до ден денеска функционира, и тоа се перцепциите на луѓето, така функционираат. Апсолутно, ама дава резултати и особено зашто ете и тој кој што треба да го смени нештото, да поправи нешто и слично. И он ќе се насмее, па после ќе рече, чекај, реално мора ова да се поправи. Реално ова е вака. Значи не се овие од другата партија, пошто кај нас да инаку си од другата партија. Не се овие од другата партија, не се ова, не се оној, дај да го решам проблемот, има една друга работа. Оти сега ме испердашија јавно, ја искочив магаре као власт, као носител на одлуки, ама утре може па да ми се деси истото за истиот проблем. Да. Знаеш, тоа се памти, останува. Тоа се памти, ама има една друга работа. Тоа не го кажа колеги од Србија со кои што работиме, на кои што отворено им кажал некој градоначалник од едно мало место, вика, решил сам проблем, нисам знал што ќе следеќе да ми падне на памет. Да. Така вика, дај да го решиме, оти ние сме правеле акции. Тоа што го спомна Сладкото од Смокви за Арсена, 15 акции, 10 акции направивме. Ние работиме разни програми по градовите кои што се врзани со проблеми и не нужно се третираат со активизам. Имаше некаков разговор со граѓаните, еден постар човек доаѓа и вика, деца, вие тука што правите муаве за едно за друго за развој на демократија, инклузивност, убава работа, него вика ја да ви покажам. Вика еден лист да ви покажам. Ај викам дајте да видам. И дава анализа на вода за пиење. Од Институт за јавно здравје на Република Македонија. Официјален документ. Официјален документ. Вика гледате, вика вие Арсен колку има. Ја викам знам дека е отровен човеков лекар. И после почнавме да правиме мојот, почна да кажува колку има проценти и колку луѓе од Евгелија умреле од неоплазми, од ракови, од такви форми во последните 10 години, значи тоа е период 2000-2015, и дека сето тоа е резултат на Арсенот. И тогаш викаме, окей, чекайте луѓе, ова е многу сериозно. Заедно со активисти од Евгелија седнавме со неколку луѓе, викам, ова вистина ли е? Да, вика вистина, ама ние не сме. Земавме други доктори исто прашавме таму, уште еден двајца, прашавме луѓе кои што ги познаваме исто, сериозни лекари во Скопје, вика да, тоа е така и тоа е ради тоа и толку е приказната. Сега вие ако можете да купите деарсенификатор или да направите нови извори во Евгелија, супер, решавајте. Направите добро и седиме ние сега. Уметничкиот активизам има таа предност да во тој разговор или во фаќањето на во косте со некој проблем, ти си го зимаш као свој. Проблемот и не си го зимаш као тежина некаква те стои, викаш на овие луѓе треба им се помогне. Така и онда, затоа што имаме контекст го на знаете. полузаробена држава, контекст сличен на овој што го кажав за кратко, кај што луѓето нема да излезат, нема да потпишат петиција, ќе им биде страв, ќе им биде све. Онда окей, ајде си идеме со нашава приказна и што ќе направиме? И ни текне дека можеме да направиме вода Арсена. Викам ќе флашираме, седиме и правиме, викам ајде искочиме авето да флашираме вода Арсена. Добри, што ќе правиме со вода? Ќе носиме као ќе промовираме по продавници. Нели има овие стално Пелистерка, Књаз Милош, Маја, Весна, Ана, разни води ги промовираат, да ти дава шишенце вода, пробаја вода. Викам викам тешко дека ќе не пуштат, ај пробавме. Ама викам дајте нешто да како ќе ги натераме луѓето да пијат вода. Тоа е главната работа. Што да им даме? И сега размишляме како да се промовира локалниот контекст долу на Евгелија околина која што користи таа вода, што е репрезент е сладко од Смокви, нели Евгелија производува од секојаш. Викаме дајте има многу начини да ги натераш луѓето да пијат, сладко е најдобро. Сладко од Смокви и после ќе им се пие вода. И ќе им даваме вода и ние тоа го направивме, не откачија Сити Мол, не откачија Вероцентар, ниф им беше страв.
Нас ни беше гајле, окей, идеме на плоштад. И си го правиме тоа на плоштад, си направивме шанк, некој ни даде од некоја фирма што работи со опрема, пошто тогаш сакавме некој пат правиме арт, тогаш сакавме профи да биде, све да сија. Значи огромен шанк со столици, баш као фирма што работи за саеми. Добре. Ни го даде, ни излезе упросред, еви кршите глава. Другари наши. И направивме да биде тоа и по сликите тука во книгата и на можда и на интернет ги има уште, тоа беше птен со светлуки, со све под конец направено, со фенси, со хостеси од Гевгелија девојки кои што сакаа да се уклучат. У акцијата имаше две дотерани, брендирани комплетно и сега луѓе прајат, еј шо е ова? Сладко, пробајте, сладко, еве вода им даваме на луѓе и они читаат, шо е ова? Арсен, како? Леле, Арсен, сега ќе умрам. Нема да умреш, напише вода, ќе се удеш, викам од тоа сладкото. Али се случи тоа да се дигне голема галама. Многу голема галама се дигна, па што па како, И тоа траеше една недела. И нормално, кај све друго, Македонија се стише. Ние, умеѓу време, правевме нови анализи. На месец ден. Одевме таму, на крај, не знам колку одевме, 10 пати може да одевме во Министерство за здравство, 11-тиот пат рекаме, више не ви пријаме вода од Гевгелија за анализа. Имаме таква наредба, таа жената што работеше таму, вика, дечки, извинете, вако, не примате, и така плаќаме 100 евра у Београд. 100 евра у Солуне 80. Аха. И онда продолживме да правиме анализи во релевантни. Овие на Аристотели универзитет или кој беше во Солун, кој што има собствена лабораторија во делот на природни науки, и во Белград во Институт јавно здравје Србија и Торлак институт, кои што се многу пореферентни од македонската. Тамо продолживме. И продолживме да ги комуницираме на разни начини, од налепници на фонтани во Гевгелија, од делење на вода на социјално загрозените во Гевгелија, што после првата акција немаше вода за пиење, 3 дена не можеше да се најде, 5 дена не можеше да се купи вода, немаше. Секој ден стигаш шлепери и купува. И луѓето почнаа да пијат исклучиво вода таква, почна да се дискутира, ние направивме уште 3-4 акции, они излегоа со советувања, ги потсеќавме на ќе направиме нови бунари во Ѓавацко. Добро, направите нови бунари, ќе почнат не знам кога. Добро, ќе почнат, не почнале да копаат, одиме, издидавме ние бунар од цигли. Добро. Селски бунар направивме во Ѓавацко таму кај ше овој Леонид Војводата. Утепан во Ѓавато е бунар. Го сликаме бунарот, луѓе го ставаат, се зезаат, доаѓаат медиуми, се прави тој притисок, се прави и цела Гевгелија почнала да зборува. После година и пол, 2 збореше, тоа стана главна тема. Дека во водата тема на разговор арсен. не ни чини водата, што правиме со водата. Дојдоа избори, скачаат ИСДС и ВМРО, прва работа, прва точка на ова, ако дојам ја на власт, ќе решам водата и едните викаат и другите. После тоа стварно се реши, инвестираат, они таму сега тоа се партија, не си имаат да им минати со државата, се плюкна 3-4 милиона евра колку кошташе, сега ги вгибаме здрава вода за пиење. Треба да се направи контролна анализа една. Треба да се направи не, сепак. правевме ние тоа и после тоа правевме една-две и имаше, они ги јавно здравје има, значи ние имаме анализи за цела држава, само што не се комуницираат тие анализи. Многу често апсолутно многу ретко ги држат под черга. Ние на град Скопје не знам да влезете да видите дали има, ја не ни текнало, али на некои општини кај што зборат луѓето не ни чини водата, ќе влеземе, нема релевантни податоци. Така. А оние кај што е добра водата, они имаат релевантни податоци цело време. Обавезно се објавуваат. Но ти нели дужни се да бидат транспарентни, до ова, до она, онда има супер, водата ни е добра за пиење, реклама, супер ни е јавното предпријатие. Тоа у минус 3 милиона евра. Треба да се мисли. Последен некој што мислел на вода, сериозно што мислел на водата за пиење во Македонија, другарот Тито. Леле, да. Од тоа време тоа се кога ќе ми се кажем, резерварите, сега нешто зидаат, фаќаат некои поточиња, каптажички по 20 по 30 метри кубни, големи хидросистеми, акумулации. Еве сега последна е за наводнување што направи Конјско. Ама за вода за пиење ние не размишляме и на друг начин, пошто дозволуваме да сме едина земја на Балканот која што нема повеќе од 3 кубика во секунда, река поголема од 3 кубика во секунда со чиста вода за пиење. Сите наши води се реки големи, поголеми се или ван категорија, многу загадени. Или многу екстремно многу загадени, или ван категорија. Ван категорија која не можете да измерите, значи имате пропишано дека смее, не знам, во чашава да има 5 зрна песок, и дека последната најзагадена категорија 5-6 е 5 зрна или со 6, а ви имате 70 и тоа е ван категорија. Да, тоа воопшто не е опција. И Вардар, и Пчиња, и Црна река, и Брегалница, и сите реки. Добро, Никола, толку многу теми се сега навлеза ти целосно во делот со водата, ама ете, вода, друго беше
ментално здравје, друго беше тоа што значи кога поштата не ни работи, понатаму имаше еден човек кој што прашува прашања врзани со медиумска писменост, значи и таа тема ја обработувавте. Не знам, веќе навистина премногу се еве колкава е книгата. Нема тема, не бегаме од теми. Секоја нова тема. Не, ама колку време ти треба само да ја научиш темата. Сега има многу информации, меѓутоа вие често морате па и многу брзо да излезете со некаква акција кога се случил проблемот. Како изгледа тој процес? Тој процес е прост затоа што имаме ние колеги, луѓе, другари кои што нашава прича сакаат да ја поддржат и кои што имаат добри познавања во одредени области. И онда ние не мора да почнеме од нула, да ги учиме буквите, него идеме, разговараме, ни кажуваат кај се финтите, кај се проблемите и така дале. Значи ние кога направивме лебот за сите, кога направивме скулптура леб за сите, тој излезе врз база на разговор, на некаква дебата, кај што луѓе кои што се бават, тоа беше мислам платформа за сиромаштија, вика имаме толку луѓе со под 100 денари, како беше сега точно да не го сгрешам, тоа 2014-15, толку имаме со под 100 денари, дали беа 400.000 луѓе? 450. 450.000 под 100 денари дневно, не знам, не може да си дозволат повеќе од 3 пристојни оброка неделно, не знам колку луѓе, не знам колку, и нас тој податок не е доволно. Да. Нас тој податок кога ќе ни го изжива кај некој, не е сосема доволен. И ствари ние ги презентираме преку многу од акциите, само го и тогаш го направивме лебот. Оти луѓе седиме и си правиме лебот, имаме овој податок кој што е страшен, што исто како за да запамат. Имаме толку луѓе што пијат да запамат секој ден. Но имаме толку луѓе гладни. Што е? Асоциација леб, што ќе правиме? Ќе правиме леб. Да. Меѓутоа тогаш многу повеќе почна не само вие, не можам да кажам, нели сите тие актери, ама тој период многу повеќе почна луѓето да разговараат за сиромаштијата како појава што мора да се решава, не дека е решена денеска, далеку од тоа. Особено со растот на цените, таа секогаш ќе си се влошува, мора едното со другото да се стигнат. Меѓутоа сиромаштијата е огромна тема, а некако вакви пораки стигнуваат до медиумите, до сите и луѓето почнуваат да се бунат за сиромаштијата, се бунат за водата, за нешто што претходно не им било, сме го знаеле, ама не ни било ставено во онака уфаца, баш да не можеш веќе да го игнорираш. Јас се сеќавам дека кога ги правевме вчерашни, затоа што имавме некоја слична улога да правиш пародија на реалноста. Меѓутоа, после некое време од гледање вести, слушање на вакви теми кои што се тажни и лоши, онака ти се убива духот, па мораш да најдеш нешто друго за да исто ти го подигне духот, да те натера да се шегуваш на тие теми. Колку ти е тешко некогаш да смислиш нешто затоа што едноставно темата е премногу сериозна, премногу страшна. Па, знае да биде тешко, затоа што мора да се внимава како да се помогне на тие луѓе без да не може да се смееш со некој теми. Да. И онда тука е целата работа, ако не можете да се смеете со одредена тема, онда треба да малку повеќе внимание се решава и тоа. Се решава и тоа, само ние низ разговор, мислам буквално низ муабет. Седиме у галерија или негде и правиме брейнсторминг. Брейнстормирање најобично кој што е многу смешно. Еден со читката, друг со не знам што, трет со ракета и онда се седи и се разговара. Ама тоа може да трае 100 сати, да не води нигде. И утре да продолжи истиот муабет, се додека не се најде некој решение или додека не кажеме, окей, ајде дајте 3 дена да лабајме, пошто не ни тикна нас. Не мора секогаш да се реагира одма. Има теми кои што ние ги вадиме, ние ги дигаме затоа што ни е интересно да го направиме тоа. Не е поврзано со никаква актуелност, добро е кога е поврзано со некаква актуелност, не мора да биде. Да. Не мора да биде. Кога стававме костори пред Европска унија, односно пред вратата на ЕУ, добро. Таа акција чекајќи го дока мене ми е добра, има силна политичка порака и така натака. Немаше апсолутно никаква врска. Нити ние чекавме датум за преговори, ниту беше тоа време на некој извештај. Не беше ништо, ама направивме малку хаос со таа чекалница, тоа беше една голема чекалница и пишуваше тука може да си почекате за и прво беше влесу ЕУ, после беше корупција, па после беа сите други работи кои што ние 33 години чекаме. Од да ни се јави операторот, до поголеми пензии, подобро здравство, секој со својата мака. Така е, меѓутоа многу често
баш е ова добро, затоа што многу често ние ги врзуваме чекањето за ЕУ со чекањето за се друго, како Да. ќе биде ова, само почекајте да влеземе. Абе, молиме, почекајте. Ние сме чекачи. Професионален чекач. Ние се шалиме стално. Има едно многу добро видео на Марка Жвака од Белград, не знам дали ги знаете. Он има едно видео за пипач хлеба. Добре. 90-тите години. Многу е добро како луѓе идат и го пипаат лебото, што тоа е време пред да се продава во кеси леп и така натаму. Ги бираат кој леп. Да знам. Да лижат хартија и све тоа. Тоа е една прича за пипач хлеба, а ние сакаме да направиме, ама не работиме, не сме толку вешти у видео, чекач. Има на вчерашно имаше еден што наплаќа, взимам пари брат, чекам тука, зашо А не, сакаш? он е чекач, Он е чекач по шалтери, професионален. Да. Не, ова е животен чекач. Ние чекаме 30 години да се решат некои работи, 33 години, па дури има од Југославија работи кои што луѓе чекале да се решат, па не Како се реши. не? И се уште чекаме на идентитетска, не професија чекач, него идентитетска категорија е чекач. Па на секој протест има еден транспарент што вика не ми се верува дека уште протестирам за ова. Да, Така или уште го чекам. Да, тоа е. Практично. Тоа е таа Така причина. што треба да се направи еден професионален чекач, ама некако сите сме професионални чекачи, кај нас тоа се нормализираше. И ова не тера да не нервира и да си викаме и например да не деактивира затоа што си викаш има ли цел. Јас сватив дека кога јас бев вклучена во повеќе во протести и така натаму, дека всушност јас сум си мислела, сум практично била доволно возрасна да разбирам што се случува, само за време на една политичка гарнитура и дека јас мислам дека смената на таа политичка гарнитура ќе смени нешто. Ете, не смени многу работи смената на таа, па пак сега се смени и во даден момент си викаш дали има цел тоа. И меѓутоа во моментот кога ќе прекинеш да протестираш, не само да протестираш, да праќаш пораки, да правиш уметност што нешто порачува, тогаш па ништо нема да се смени 100%. Вака може нешто ќе се смени. Што нас не се случи после шарена, да бидеме реални, да збориме отворено. Да. Во теоријата на промени има 3 нивоа. Значи тоа изгледа наедноставно како една клацкалица за деца треба да си го замислим. И сега ние сме долу, или горе, ние сме горе, а долу е тој што ги носи одлуките. И он, нели на клацкалица, кој некој подева од тебе, јас и вие кој што не сме многу големи, ќе седнеше некој поголем и ќе скока, а ти горе мафташ со нозете. И сега ние сме биле во таа позиција. Сега се случуваат работи, се мобилизираат луѓе едно друго и доаѓаат нови луѓе на оваа страна, на клацкалката да ја сменат, да се смени клацкалката, да се случи општествената промена. Нормално и овдека има луѓе кои што ќе стискаат, за да не се случи тоа. Сега, со сето тоа ние што го правевме 2000, кој од 2008, 2009, кој од 2013, 14 или 15, ние дојдовме до тоа да таа лестница ја пореметиме. Таа клацкалица на општествени промени се случи во некаде 2016 кога се случи. Сега, поентата е што кога таа клацкалка вака ќе се поремети, ние влагаме во состојба на промена. А тоа не е промена. Тоа е само ние почнуваме да се Има љуѓаме. простор за Ние се промена. љуѓаме. Така, ние се љуѓавме. Се љуѓавме и овие кои што помага од оваа страна, активисти, луѓе, обични граѓани и сето тоа да се помери лествицата, да се направи таа општествена промена, во еден момент од премор, тоа се случува од премор, се тргна. Што се случи 2018, пак се врати клацкалката. Значи, ние влеговме во состојба на општествени промени, ама не ја истеравме до крај општествената промена. Ја истеравме само во делот на слобода на изразување, до некаде во дел на медиуми, во дел на крадење државни пари, во запоставување на државни интереси, во мајтапање со луѓе, во вечно чекање, во 33 години чекам за ова, чекам за она, ништо не се деси, клацкалката се врати назад. Сега е клацкалката постаро, ама овие више што се клацкале овдека за да ја пореметат, најголем дел вика што и да правиш, Што ќе клацкам Што пак. ќе клацкам пак. И сега пак ќе треба да пројде некој време, пак ќе треба нешто да се смени и ќе се смени. Само колку време ќе треба, како ќе биде тој процес. Ти може да дојде еден многу силен човек од оваа страна и да ги превагне работите и да направи промената. Може технолошкиот и тие промени не се само за луѓе, така. Соопштествените промени не се базираат Дигитализацијата на например Македонија, може да тие промени. се случуваат од машина за перење до измислување на мотор со внатрешно и надворешно согорување, парни машини, сите за тоа големи. Од тие општествените промени не се само промени на некакви политички контексти, тие се технолошки, религиозни, вакви, онакви,
ќе се смени такво нешто, ќе се смени све. Така да тоа е тој принцип како се случи и зашто тоа нас ни се случи, зашто сме пак на ова дереже. Ке те извадам малку од темата, зашто ја спомна технологијата. Многу се плашиме од технологија. Јас тоа не го знаев додека не почнавме со подкастот. Од првата епизода, најпопуларното едно кратко видео што одеше на Facebook, мислам, беше на тема вештачка интелигенција и работни места. Имаше такви толку луѓе што тоа го споделуваат, такви некои си коментари, дури напаѓачки коментари, немојте многу вие жените да зборувате од нигде никаде на темата, ама направи некаков револт кај луѓето. И луѓето се очигледно исплашени од технологијата, затоа и роботчето го оставивме тука, бидејќи не е толку страшно, например, меѓутоа има нели еден голем страв. Дали технологијата во крајна линија може да замени нешто што е толку човечко како активизам преку уметност, како барање на нешто што тебе како човек те нервира и сакаш да го промениш? Имаше во времето на руската пропаганда, која што е многу интересна да се посматра од комуникацијски аспект, од уметнички дури, тоа е руска пропаганда на 20-тите години, на минатиот век. Времето на Таклин. И така натаму и таму на они имаат голем технолошки напредок, во тој период вика техника служи народу. И пишувало на секој руски производ во тоа време со големи букви техника служи народу. Пазите зашто луѓето се плашат? Луѓето се плашат од се што е ново. Да, тоа е природно. Во моментов ние имаме голем напредок на вештачка интелигенција на такви работи. Луѓето се плашат од се што е ново. Па на Балканот луѓе пукале во возовите. Не во Црна Африка. Ги напаѓале возовите во 880-890. Зашто кафаната во Дојран се вика Фуктак? Не знам. Значи, кога се направила првата пруга Стамбол Солун, 880 година, таа проаѓа буквално кај што е сега границата на Дојран и уште 50 метра потаму. Таму и старата железничка е тука. На самиот граничен премин нема 50 метра од граничниот премин е старата железничка. Првиот воз кога дошол и одел, тоа била парна локомотива која прави чуф и овие од тука рачунете Дојран 880 година, село во кое што застанувале камилите и се ловеле големи количини риба, се продавало, живееле они фино и пристојно, тоа не виделе. И избезумени дојранчани трчаат и вика иде едно и прави фуктак. И што направите вие? Ние избегаме. Така да, они се плашеле од парната локомотива, нас тоа не е смешно, ние се плашиме од вештачка интелигенција. Не знам, ја не сум присталица да се плашам од такво нешто. Истото се случувало, има многу добар филм за Пол Бањан, цртан анимиран на Дизни, тој е последниот дрвосечач во Канада кој што сечал со секира дрва. Кога се такмичи, било огромен, можел многу, кога се такмичи со еден продавач, не знам, на моторни пили, кој ќе сече повеќе, а продавача на некој 55 кила као мене. И овој сече повеќе дрва од Пол Бањан кој што е херој на тоа. На целото дрвосечачство или како би се рекло затоа што е тоа нова технологија која што побрзо ги преработи. Така да новитетите не се проблемот е што новите работи не се толку идеални и не се толку усовршени што ние мислиме дека да АИ ќе заглави, ова ќе заглави, ChatGPT и Gemini ќе почнат да ќе ги фати тоа, има термин како се викаше лудилото нивно, да бладаат. Не знам, Да бладаат. Почне да пишува глупости. Бладаме и ние. Рестартираш, да, и ние ќе се начукаме и ќе бладаме. Не се толку од првата кола која ја направиле, автомобил прв бил многу смешен, затоа што точакот бил побрз и коњот бил побрз. Па и долго време коњите биле побрзи, ама ја денеска немаме коњи, него возиме коли. Така да ја лично немам и мислам дека не ќе треба луѓето да сватат. Луѓето се плашели од струја. Луѓето од селата, мене најсмешна прича што сум ја чул живот ми од еден постар човек кој што ми кажуваше кога отишол у војна школа, покојна сега, и вика, отишол кај некој човек во зграда кој што живеел, во Краљево или кај беше. И вика, гледаме, они дома имаат вода. Сам човеков роден пред војната, пред Втората војна. И вика, гледам вода и си мислам, мајко му, како на кладенец куќа направија. Така да, тоа е приказната на технологијата. Треба да ја прифатиме, секоја... Не дека треба да се... Не му е тоа нешто. Овакво и не му е дури, мене ако пишувам нешто ми е... Ако пишувам поготово за себе, пишувам некој текст, пишувам некоја приказна,
И она чат GPT дали од мене си, да ако пишам извештај прек нешто ќе го консултирам. Али onda сакам да биде лично, ама на нови генерации има тоа природно дека они можат да се Да го искористат, соработуваат, да. го користат тоа. Така да како оди технологијата напред, така ние ќе се навикнуваме и тоа е супер. И јас мислам дека е така и тој момент на ама може лошо да се направи, може и со секоја технологија може лошо. И со возот може да го користиш за добро или лошо, и струјата, Ма не, и тоа водата, е и се. Едно смешно оправдување на Пак е на елитите нас. за да држат забрани. Тоа е смешно оправдување на елитите за да ги држат луѓето под контрола, многу често дека тоа може да се злоупотреби. И ако одиме ние под не можете да купите ова, пошто тоа може да се злоупотреби. Не може тоа, па добро викам. Дајте ли секири да забраниме, пошто со секира може да се злоупотреби. Реално да. Главата. Да. И Тоа е факт. Не можеме да ги забраниме сите работи, не можеме орудијата. Ама дали Да треба ги малку забраним. повеќе да учиме за етички вредности, затоа што Мора да некако учиме, ние сите сме на ова дереđe, сите ќе бидеме Поготово, ја не верувам дека во Финска ги вртат и во Скандинавија истите муавет или во Нов Зеланд. Што ги вртиме ние. ги вртат, мислам. Не, Или ги вртеле некогаш. Некогаш може да ги вртале, ама сега не ги вртат, затоа што ние овде пазете, овде ние има една друга работа. Во вакви општества, кај што општеството, односно државата, не е гарант на сигурноста на луѓето. Кај што луѓето мора да докажуваат пред државата дека се во право, за разлика од остатокот на нормалниот цивилизиран свет, кај што државата докажува дека вие сте во криво за некоја работа, дека немате такво право, или дека треба да платите казна. Кај нас треба да докажете дека сте платиле струја 96 година. Ако ви Да. дојде некој ви или вода, ви каже ти не си платил 96. И вие немате начин, ако не ја чувате сметката, да се докажете. Да. Во нормална држава на Западна Европа, па и во Грција, која што е хаотична, вие нема тоа државата треба да докаже. Државата нека докаже дека не сум во право, па ја ќе платам со се извршител со се. А не ја да докажам нешто од 96 дека сум во право. Така да малку стравото и ради тоа државата не ги штити своите граѓани, не ги штити нашите такво е интереси чувството. и многу лесно сето тоа може да се злоупотреби. Апсолутно. И ние не се плашиме од роботот. Не, ние не се плашиме од овој жолт робот. Ние се плашиме од човекот кој што е позади жолтиот робот, дека тој е тој што е зол и дека тој ќе му каже на роботот иди утепај го, натепај го, скрши му колата, избуши му ги гумите, се плашиме од лошото во себе, дека може да влезе во роботите. А ја ви гарантирам да ние за 5 години, ако не се оправиме како држава, а нема да се оправиме, да најдеме 10 бота онакви АИ и Ќе они не да не оправат. водат државата, за следните 10 ние ќе бидеме, ќе процвета Македонија. Добро, ова е интересна идеја. Пошто они, у принцип, не знам што би праведни. крадал. Би крадал можда само некако виртуелен простор, од него не му треба друштво и можда струја. И податоци. Ама ихте му ги податоците, тие веќе податоци, не постојат тајни податоци. Да. Сите податоци, у принцип, секој ги има нашите податоци. Од тему, Да. до банка, до управа за приходи, до овој, до оној, до смартфонот, до компјутерот, сите ги имаат Само нашите во податоци. државата не доволно се користат, мислам, дека за да се дадат можеби подобри услуги или Тоа е нешто башка, слично. тоа е Да, башка, тоа тоа башка. е морето на хаосот во кој што ја не сум доволно среќен Чисто да кога, бидам. кога се враќаш во 1800 и некоја година, ти си историчар на уметност во случајот. Можеш ли да кажеш такви некои историски моменти каде што уметноста го менја патот на историјата? Или Уметноста секогаш го дава менја патот на критика? историјата. Пример? Пример готика. Добро. Значи го имаме среден век, мрачен, темен и му текне им во готски период на Джото и компанија им текнува дека ќе правиме големи панџири бешува темници. И они се соочуваат со проблем. Да. Вика, зашто? И викаат, не ќе правиме темници, ќе оставиме Господ во витраж. Со гулабот, со светиот дух. Оти тоа е време на црквена доминација на Западна Европа, на католичка црква. И викаат, и са, им продаваат утопија, им продаваат шарена лага, и ставаат влегува светло, влегуваат бои. Тоа е најтипичен, најонаков пример како сериозна промена, многу брзо после готиката доаѓа Ренесанса. Да. Некој му текнува. Повторно им текнува на уметниците. Ајде да видиме античка Грција како работеле. Во античкиот свет. Па голи жени, па може ова, па може она, па не мора да се сите со овакво затутулени. И onda Имаш од мрак во Ренесанс. Да, доаѓа и практично епохите после тоа
после 1500-1600 година работите се забрзуваат и се забрзуваат и се забрзуваат. И цело време уметноста го води. Па после доаѓа барок, па вика декадентни сте, дајте бе нешто ново, дајте, и тогаш се појавува импресионизам, постимпресионизам, романтизам, све живо се појавува. На крај тоа станува досадни сте више со пейзажите. Да. Досадни се со ова. Ајде, што ќе правиме? Доаѓа Модиљани, Пикасо, едни други, трети викаат дај сега ќе правиме модерна, ќе правиме постмодерна, ќе правиме све. Цело време уметноста го оти уметниците, иако сум историчар на уметност, цел живот се бавтам со уметници. Другчие работи мозокот. Гледаат напред или сакаат поубаво? Имаат утопија. Тоа преска што кажа дека утопијата е оној Томас Мур што ја проучува утопијата, античката и така дале, вика не е утопијата цел. Утопијата е таму далеко некаде на хоризонтот. Да. Како јас одам кон низе, таа бега од мене. Ама патот кој што го одам кон утопијата, уствари правам многу работи. Тесла све што измислил, одејќи кон идејата за бежично пренесување енергија и за некакво перпетум мобиле кое што самот, некаква бесконечна енергија која што излегува од нигде и задоволува сите потреби. Одејќи по тој пат на таа негова утопија, да го најде тоа и да го направи тоа, он прави трансформатор на изменична струја, сите работи ги решава. Мене тоа ми смета, например, кај нашите политички елити. Што ти смета, што не се уметници? Повеќе. Во корпоративниот сектор сега тоа го викаат визија. Сега се повеќе се дека визијата е тешко дофатлива или скоро недофатлива. Тоа е утопијата. И сите големи умови, луѓе кои што направиле некакви промени во светот, они се воделе од некаква утописка идеја. Сакаш да кажеш државата треба да го има тоа? Мора да го има државата тоа. Ако државата не вика дека Македонија, ако нашата власт дека сака да биде најболја земја у свет, во која што ќе тече мед и млеко од чешмите, а на 1,5 милиони луѓе може да се направат и чешми, низ кои што ќе тече мед и млеко, ти сме малку, ако она не реже тоа дека е утопија, дека сите ќе бидат среќни и дека ќе бидат вакви или такви, никогаш нема да мрднеме. За да стигнеме до мед и млеко, да ни тече од чешмите, што ни треба? Ни требаат нови чешми, ни требаат нови цевки за вода. Треба прво водоводот, па ќе си го направиме водоводот, па ќе си направиме канализацијата, па ќе направиме одиме чекори. Патувањето кон утопијата, која што е далеко и која што ќе ни бега секогаш, ќе не натера да решиме едно чудо прашања и проблеми кои што ни се пред носот и кои што ние не ги решаваме. И нашата ние елита... некој кога вика сакаме како Словенија да бидеме, викаме тоа не е утопија. Тоа не е утопија, тоа не сакам да кажам нешто што е реално постои. Нешто што е реално дофатливо. Ние викаме, далеко е Словенија, нели кај ќе идеш до таму. Викаме далеко од нас, ние има тука една друга работа. Ние не ги решаваме проблемите. Генерално. И човештвото не ги решава. Ама на Балканов тука, Македонија, Западен Балкан, таа канта за ѓубре, сега тука европјаните викаат кошница, ние сме канта за ѓубре. Уствари. И во таа канта за ѓубре Западен Балкан луѓето не ги решаваат проблемите, туку се навикнуваат да живеат со проблемите. Да. Било што да е. Загаден воздух. Океј, ние не одиме 100.000 луѓе таму да кажеме луѓе, дајте 3 години. Сега само ќе се бавиме со тоа. Нема да има нови улици, ќе ни станат крш улиците со дупки, ама после третата година ќе дишеме чист воздух. Сите пари, сите идеи, ресурси ќе ги насочиме да го средиме воздухот или да ни биде чист воздух. Ние се обидуваме да го заобиколиме проблемот. Одиме живееме по Соње, по не знам Чучер, не знам каде, бегаме за викенд од Скопје, правиме викендици, кршиме мерни станици. Тоа е, молам? Кршиме мерни станици или ги расипуваме. Кршиме мерни станици, купуваме оние, не знам, прочистувачи за воздух. Сето тоа е за обиколување на проблемот. Ние не го решаваме ниту со тоа што јас ќе отидам за викенд у Дојран, не го решавам проблемот на воздухот, ниту што жена ми купила пречистувач ќе реши воздухот и нема прочистито и не го пречистува ни воздухот дома, камо ли у град. И онда ние ги заобиколуваме. Немаме здравство, пиеме апчиња, сами се лечиме. Немаме адекватен сообраќај, немаме јавен превоз, немаме ова, одиме пешки, возиме точаци. Значи ние константно ги заобиколуваме проблемите наместо да ги решаваме на државно ниво. И на ниво на кантата за ѓубре наречена Западен Балкан, која станува една се поголема црна дупка меѓу друго и заради тоа што ние не решаваме. Ништо не сме решиле пред како правевме. Муабетот дека ние за 33 златни години ништо не сме решиле. Еве, едно
да сме решиле. Ништо, ни енергетска ефикасност сме решили. Уште сме зависни од струја. Уште не сме направиле пруга кон Бугарија. Таа уште кралот, ја мислам дека почнал. Значи ние не сме решиле ни еден сериозен проблем на здравствена Чисто заштита. за илустрација, ја имам 32 години, така да имало време да се реши Много време нешто. да се реши. Словенците го решиле роđenje do сега. 91. Заедно се отцепивме. Немој Словенија Во далеко. Југославија. Ма не, Да, се вие ја спомнавте Словенија затоа. Да. Јас ја спомнав во насока на тоа дека ние не правиме поголема визија од типот на сакаме да станеме најдобра држава, сакаме да бидеме први, туку ние дури и тие што се поблиску до нас, се добри, ги гледаме како далечни некои цели нереални. Немаме визија. Или сме мрзливи. Немаме визија, не сме мрзливи. Секој човек само ако го остават он ќе Ништо гледа не го микросвет. Ние гледаме, сите ги гледаме микросветовите. Себичноста е страшно голема, себичноста на елитите уште е поголема. Па ние сега да гледаме политички, сите генерални секретари на влада ни се у затвор последните 15 години или во куќен притвор или нешто. Дали без разлика на која власт била. Сите. Пола вице-премиери од двете големи партии ни се на црни листи на Америка. Тоа значи дека нешто Ептен ни е забегано. И тука ние нас проблемот уствари. Визиите, немаме политичари со никакви визии. Последен политичар за визија ни беше на еден Тегра. Што рече ќе донесам возови, што ќе возат 400 на сат. Да. И затоа и го знаеме дека постои. Да, он не доби да. гласови, он може да е ваков, ама знаеме дека постои тој. Знаеме дека постои На месечината партија, дека ќе отидеме нешто така. Да, тој нема имаш. визија. Сега стварно, ако он вика јас ќе направам воз што ќе стига за 15 минути Гевгелија, и ако тргне да остварува таа визија, он најверојатно нема да го направи возот да иде за 400, со 400 на сат, ама најверојатно ќе Некако направи да оди воз. со 80 на сат Да. и да стигне за сат и пол до Гевгелија возот. Така да тоа е не сум видел политичар со некакви сериозни автентични визии. И секој човек сам си ја прави визијата. Не можам вашата визија да ја купам и да биде иста, ќе биде глупа најверојатно. Или вие мојата. Замислете сега Јована ја зима мојата визија животна ја зимате и на тој пат во еден момент вие ќе видите дека имате 3 чамци. А не Зашто не ја имам? возам чам. Зашто Јована имам повуку ќе те прашаат имаш 3 чамци? Абе ја вика од Никола земам неговата утопија за животот и што ќе правам сличам. Отприлике такви се нашите. Ние сакаме да бидеме Словенија, не кеме да бидеме ние Словенија. Ние не можеме да бидеме Словенија, сакаме да Си има бидеме нејзина Македонија. визија. Да. И тука е главниот проблем, не сум видел за таква луда визија. Да, Кој што не ќе се сум бори за видела тоа, ни кој што јас. ќе верува и ќе ги решава проблемите на тој пат. Лјупчо беше едини. И затоа го збориме стално речен, јас сакам да видам македонска фудбалска репрезентација. Вау! Леле. И ни изгледаше можда лудо. Човекот беше уметник, поет. Да, И ни изгледаше лудо. И од денесна гледна точка, кога гледаме, ќе видиме дека едини човек кој што кажувал работи, а се оствариле и ги остварил, е он. Има градоначалници, такви некои. Што ја Да. направам мојот град да биде најубав. Не крива И Паланка ќе прават. земе за пример. Ајде. Бојанчо покојни, стариот градоначалник вика сакам да ја направам Паланка убава. Да биде најубава. Како ќе почнеме? Кејот, парковите, нова година. И сега ние одиме на поклонение во Крива Паланка. Ја сега се мислам некој ден да отидам за нова година. Зошто да не? Ма Па, зашто да ама не? и уште Кидам ја у Солун, прават. Кидам ја во Солун, кај што го средиле, Да. кој што ми е близко од Дојран. Ама Да. ако не ми е близко, ќе си поедам до Паланка една вечер. Има неколку градови такви мали низ Македонија каде што дошол градоначалник со визија и Да, ги па направил, тоа па е така и за Он државата верувал би било дека може добро. да смени нешто, верува дека барем еден сегмент ќе среди. И знаел се решава. никако на каде да нешто Але го знаел на вода. кај оди. Тоа е добра теза, ми се свиѓа. Сакам да те вратам на акциите твои. Дај ми некои 5 што ти се тебе најомилени, што не ги спомнавме до сега, затоа што на вистина имаш огромен број. Пето ми, очите на дрвјата ми се една од омилените акции. На денешен сега знам дека стававме на Свети Никола за Охридската паструнка, пошто јас како љубител на вода и како риболовец, таа ми е една од помилените. Please don't eat me е пораката да се спречи злоупотребата на крадена риба да не се купува од рибократци. Практично, ако немате концесија на една вода, значи вие не можете легално охридска паструнка со години да најдете. Све што е купено и изедено е илегално уловено и тој што го ловел треба да оди во затвор, таков е нашиот закон, поготово кога се работи за Охрид.
Тоа ми е значи една од омилените акции, Фезес Фекалиовски. Што беше тоа? Джиновски Фезес што пливаме јас и он низ Вардар. Добро. Сега летово. Добро. Помакната сезона на одмори беше лудило. Лудило беше Слика? на мрежи и секаде, значи тоа е еден голем 2 метара. Леле. Голем кој што плови по Вардар Фезес. И држи еден транспарент во кој што вика до каде е пречистилната станица. Тоа ми е исто така ни е една од омилените акции. Во Ниш има една акција, држач за застави за знамења што не каутира оној држач со 3 онакви. Да. Нели за знамења, бил на бандера и паднал ниско на некоја висина кај што луѓе почнаа да бушат глави, пошто е на главната пешачка артерија као улица Македонија, има повеќе луѓе движат таму. И малце некој ќе се учука. И со колеги ја ставивме боксерски ракавици. Аха, да ги мават. Да, држа за застава или култира Нишлија, тоа ми е една од така по интересните приказни. Чекалната ми е. Да, чекалната беше. Некојаш дури и во јавност некои акции кои што не прошле, мене ми се коњак, затоа што се многу луди. Да, интересно. Многу луди, а јас сакам, поготово јас и Џоле сакаме кога правиме такви луди акции кои што прават таков тип на промена. Добро, мислам дека Пет споминавме, ама ми спомна една во Ниш. Сега и во Србија се повеќе гледаме дека се појавуваат артивисти. Ако може така да ве наречам вака во едно, пошто ми се засвиѓа. Тоа нас некој не нарече на времето и тоа ни остана така. Да. Добро. Но ја немам што, на кумот љутење нема. Не, никако на кумот. Да. Значи, во таа насока, што се случува, например, во регионот, во светот, какви типови на акции се прават, дали некаде има огромни масовни акции кои што се случуваат, се врзани со, да кажеме, ваков уметнички активизам. Дали може би, не знам, во Србија имаат нешто постигнато со ваков тип на активности, гледаме дека србите се повеќе се периодов се будат во делот на користење на уметноста за активизам. На светско ниво уметничкиот активизам се има тука една уметнички активизам, друго е креативен активизам. Уметничкиот активизам е близок и до ангажираната уметност. Добре. Таа времето на Пикасо Гирника кога ја прави, кога ја слика Гирника против фашистичкото бомбардирање на градот Гирника, тоа е еден активистички чин, ја изложува во Париз, цел свет да види како изгледаат страдањата на шпанскиот народ под диктатурата на фашистите и бомбардирањата на фашистичките авиони во тоа време и на Хитлер. Потоа ни се помогнати од Германија. Значи тоа постои одамна. Во време на современиот контекст на мобилни телефони, на социјални мрежи, ние само ги менјаме уметноста, ги менјаме галериите и музеите, ги менјаме со шопинг центри и со плоштади. Одиме кај публиката. Добро. За да представиме едно дело уметничко, кое што е ангажирано. Тоа едноставно е приказната. И тоа постои. Македонија можеме да кажеме дека е доста напред во тој дел. Да, мислам дека Северна Америка е тлото на овој тип на уметнички активизам и креативен, кој што е строго ангажиран по политички прашања, решавање на проблеми и така натака. Додека Скандинавија има друг еден пристап на креирање јавни простори, Западна Европа, Франција, Холандија, Германија, јавни простори и така дале. Ние сме во чекор со светот, затоа што ние кога почнавме немавме појма дека ние си баравме чаре. Добре. Ние си баравме, во тоа време си баравме чаре, како прво да ги извадиме луѓето. Имаше проблем. Во Македонија секогаш имало проблем да ги извадите луѓето на протест, да потпишат петиција, да направат нешто тако. И јас сум бил од оние луѓе кои што викале ако не прави оваа работа вака, ајде да видиме како. Тоа е предприемничко размислување, што го викам, или креативно размислување, едно исто. Ако ова не бива, ајде да видиме други пристапи можни кај што. Спомнав, нема да има рестрикција, нема да настрада никој, нема никому да му вршат притисок, ние ќе превземеме на себе одговорност и така дале. И онда дојавме до заклучок дека ово е тој пристап и онда почнавме да се работиме. Ние 10 години скоро 7-8 години работевме тука, само во Македонија. Да.
После тоа случајно откривме дека уствари постои цела наука, дека луѓе во Америка, двотројца професори сериозни 20 години, 30 се бават, дека уште во црнечките движења имало такви креативни акции и се друго. Други се поврзавме со нив, доаѓаат тука, ние одевме таму, разговаравме, цели книги се изнапишаа, за тоа има книги кои нешто ги пишуваат и се базираат на акциите правени во Македонија. Некаде 2016 година со тоа регионализација на кантата за ѓубре Западен Балкан, дојдовме на идеја да работиме Косово, Албанија, Босна, Србија. И тогаш работевме, почнавме со Србија, и затоа во Србија доста мрдна. 2017-18 работевме неколку круга на работилници со активисти од цел Западен Балкан, да им ги вметнеме овие, односно со уметници и активисти, да им ги вметнеме овие. Во Босна се фати ова нашево семе, во Албанија исто така е доста развиено, и во Косово меѓутоа отиде во политички правец, во партиски правец, само имате оние јака партија на власт или во опозиција? Не, кај што водачот се прави билдер, прави такви финти, кои што ја користат таа комуникација. Овој Прелетачевиќ исто во Србија, кој што го правеше, меѓутоа во Србија се фати сериозно тоа што го работевме заедно со колеги наши, и се фати сериозно да се работи и да се користи. Они имаат врвни. Значи, они имаат среќа да имаат таа група Шкарт, да имаат други кои што уште на времето правеа она твоја гоно, твоја одговорност, како ангажиран тип на уметност, ама во парк, против фекалиите од кучиња во парковите. Да. Тоа се стари акции интересни, ама се дел од милието во Србија. И нова група после тоа, Андреј пианиста што го прави, Нишка урбана герила која што сега работи, која што е буквално малтене наши деца се тие сите таму, 10 луѓе кои помалку уметници, повеќе активисти, меѓутоа кои што буквално ова го аплицираат, со кои што секојдневно работиме во 15 на града и Србија, така да се фати и таму, и е добро. Оти они се беа во една тешка репресија, им требаше некакво ослободување. И низ тие работи, низ тие мали работи се ослободуваат луѓето. Да, ние мораме да сватиме дека секој, кога сакаме да го мобилизираме, тоа е работа еден на еден, дека еден по еден луѓето ќе ги ослободите, нема магично дугме, или нема ова, или нема оне, или ние ќе пратиме со колеги од невладен сектор, па ние пративме блупринт. Да, бе, викам, супер сте пратиле вие, блупринтот сите го разбраа, сите го прочитаа 30 страни, што е, викам на вас. Да. Дали некој, тоа, овој колега од Америка, Стив Данкам, стално, зашто они на факултет Нью Йорк го предава тоа, као предмет, уметнички активизам го има таму, и на студентите им вика, дали вика некој од вас кога читал блупринт или медиски извештај, земал да плаче. А дали некој кога сте гледале филм, кога сте читале поезија, кога сте правеле така, сте виделе видео, дали тогаш сте почнале да плачете? Тоа е таа емоција. А добро дошла кај тебе некој луѓе, еден беше во Гевгелија, ама други примери, ете и дури активисти и млади и така натаму, да ти кажат, ние се соочуваме со овој проблем, пробавме со постови, никој не нас слуша. Пишавме до 5 институции, никој не нас слуша. Пробавме фирми да најдеме да спонзорираат, да ни помогнат, никој не нас слуша. Те молам, затоа што еве вашите акции се такви и такви, помогнете ни да Поише од пола од акциите се такви. Да. Ние одговараме на барања. Нас тоа не се свига. Не е многу боле. Нас некогаш ќе не текне да сами да иницираме. Најчесто одговараме на барања или гледаме дека на одредени општествени групи им треба помош. Се гледа на вести, се гледа на телевизија, на Facebook се гледа. И онда неретко као полжавов им помагаме без да ги комуницираме, знаеме дека тоа ќе им биде. Мислам, ние со синдикатот правев ја моја со тој мојот поштар, викам, тој синдикат ли си? Да, бе, да. Вака, супер, ќе им кажам, им кажал тамо, супер, да. Ама не влеговме во некој длабок процес. Да. На соработка со синдикатот, пошто тоа ќе не однесе во една превзимање на еден тип на одговорност према тие луѓе. Ние сме па и такви природно малку сите во екипава тројца четворица, да ако нешто се нафатиме, ако јас ти ветам Јована сега, не знам, ова треба да се окречи. И дури не го окречеме, ние нема да бидеме мирни. Што работите сега во моментов? Имаш нешто што сега го поставувате? Што го поставуваме? Не, сега сакаме нешто за заштита на лични податоци да работиме. Интересно. Баш денеска сега имавме, у петок ќе се видиме другиот. Ние онаков рок по шосите сега пред Нова година имат некакви гужви работи и ќе си правиме у галерија Журка и ќе си правиме муабет да се направи нешто за една-две акции за заштита на лични
податоци, тоа е едно, друго е најверојатно што ќе се прави, ќе се дига голема галама пак, пошто пумпите од Оиран ни исклучија, така да ќе се дига галама за тамо. Генерално, у моментов тоа, мислам, ние не можеме, ние често работиме со нула ресурси. Тоа сакав да прашам како се финансираат акциите. Некогаш имате? Некогаш немаме пари, ама и кога немаме пари. Некад кога немаме пари, боле работиме. Да. Да, мислам. Немој да го кажуваш ова. Не, добро, сега кога немаме пари за акции, ако немаме пари за плати за све сите живи, ние бар кога работиме во тој civil society сектор, најверојатно ќе треба да работиме нешто сосема друго и нема да имаме можда време за ова. Да. Али некој пат кога се стиснат и знаеш дека нешто треба да направиш и не е битно, можеме да рециклираме многу. Сега се навежбуваме од ѓубре да правиме. Мислам да не се познаат тоа, да не биде трешка. Да, не е. У тој правец, него баш да изрециклираме материјал. Мислам ние си рециклираме стално, нашите си ги рециклираме ако не ги соберат од јавен простор. Некогаш не ги собираат. Ви ги тргаат? Власта не ги собираат, некој таму надлежен. Добро. Тој од пошта уште не се влечавме за полжавот. Не ви го оставија? Не го земаа, го однесува таму, бе, што сте го. Па ако нека си го гледаат. Они ќе си го чуваат сега, ама ние од него ќе си направиме друго. Да. Ти скапа еден блок стиропор 200 евра. Да. И поише. А на тој блок ние направивме леп, од лепот направивме пастранка, од пастранка направивме после топки, од топките направивме 4-5 пати може еден материјал да се рециклира. Да. Така да никад си овие табли често кои што ги правиме такви се рециклира, се раштрафува, се прави и се чува. Супер. Јас имав сакав да ти пичирам една тема која што мислам дека многу малку се зборува кај нас за пензионерите, огромна публика, а у принцип е само пензиите дали им се горе долу, а немаат никаков квалитет на живот, што искрено за мене е жално, пошто сите еден ден ќе станеме пензионери. И ќе станеме, да кажеме, стари луѓе, општеството наше ги перцепира како да им некоја пензија и заборави ги таму фрли ги. Гласачка маса. Да. Сега тоа е генерацијски малку како идеш си поблиску до пензија него до матура или до дипломирање, датумот повеќе размишляш. Како славиш 50 години од матура, викаш, требаше да мислам. Да. Не, 20. Ние од увек сме размишljали, ние сме правеле. И во короната правевме помош на пензионери. Зборам сега од Центар за современи уметности, правевме помош на пензионери за онлайн плаќања за такви работи. Сега исто баш завчера имаше некој форум таму на општина Центар, кај што тој што им председател зборевме дајте нешто да правиме. Иначе сме работеле, во Дојран ги помогнавме пензионерските хорови да се дигнат, да се воспостават, да почнат да работат. Доста работиме баш заради тоа што има огромен потенцијал. Има, апсолутно. Може многу да се научи, има многу големи знаења. Се замислете инженер, некој машински технолог, електрок, кој што 40 години работен стаж има, колку може да помогне на некој млад човек кој што почнува да работи нешто. И мислам дека тоа е неискористено. Апсолутно. Тотално е неискористено. Сега пазете, има и пензионери кои што и самите некако успеваат да најдат некаков пат да својот потенцијал го дадат да помогнат. Да. За некаков развој, меѓутоа има и пензионери кои што во моментот кога ќе отидат во пензија веќе забораваат ако никој не ги праша. Никој не ги праша и тука треба да ги прашуваме. Прашаја баба ти, прашаја жената на улица, мажот кој што ќе го видиш, затоа што и да не се инженери имаат многу голема мудрост и мислам дека имаат што да вратат назад. Ма не само тоа. И да им устното наследство ние не го сочувавме на една генерација. Апсолутно. Јас малку си земав со уште пар колеги етнолози, антрополози, да малку поработиме на тоа изминатите години на некоја генерација која што ќе ја снема, која што памти интересни работи. Дајте да го сочуваме тој материјал. Така е. Ама ние не го работиме. За тоа е и карактеристика на сиромашно општество, сиромашко општество и сето тоа, меѓутоа е глупо затоа што тие луѓе ќе ни отидат и нема да има кој од прва рака да ни раскаже како одела колективизацијата 45-та. Како било времето ни запад исток не отпишува, запад не запишува. Треба да се искористат тие луѓе. Тие приказни нивни сега има мислам дека до година ќе го направат, ние им го предложивме сами да си го тераат, сами да си го прават општина Центар, не им бараме пари. Центарски приказни кои што се базираат токму на тоа. Да луѓето ги знаете, ние имаме не знам 5 етнолога во Македонија, сериозни,
кои што не се бават со фолклор, едно друго нормално побитни работи за зачување Да. на битното македонско и на народностите на Македонија, културно наследство, никој не се бави со тоа живо наследство. Поготово на урбаната култура. Затоа што се Така е. претпоставува дека таа ќе преживее од колено на колено. А како Ама ако не разговараме со нив, ако не не ги разговараме и прашуваме? ако никој не запише малку Апсолутно. по-професионално, има едно многу лудо видео. Ја го обожавам. Ете го чет GPT, нека пишува. Да, јас го обожавам видео, не знам дали се огледал. Извадок од некаква емисија, еден лик у Србија негде снимано, објаснуваат група луѓе како се мери кој колку има право да меле жито или пченка на одредена воденица. Добро. И овој почна да му објаснува, пошто тоа се мери у литра, у грами, ама секоја литра уствари значи колку вода. Па не знам, у денови, овој почна, па то 7 дана, 4 литра, 3 човека, овој вика, ама у тречем камену има 3 човека, еден тотален надализам, лут излезан од контекст, кој што уствари, јас со цел бекграунд теренски, како историчар на уметности, како која што има врзни точки со етнологија, антропологија, покрај историчар на уметност и археолог, нели, успеав да сватам дека луѓе во објаснуваат, уствари, како на една селска воденица, која што има 20 власника, Да. или 30 власника, правена онака за другарски акцијашки, кој колку има право да меле. Аха, тоа Али се тоа е два човека, лудо, три пошто- човека. Да, тоа им се ни 2 човека, 3 грама, па еден вика 3 драма, ние лудо е, побарајте го. Така и се вика драмови. Било што да напишеш некој ќе се појави тотално е лудо, ама ете ние не знаеме. Стои што објаснуваат. Сега овие не ве што објаснуваат. Тоа се обични Да, постари да, луѓе. да. Али човек може да ги пофаќа и има после у коментарите на видеото има некој кој што седнал и израчунал све, нашол, отишол, прашал воденичари стари и направил цела едно и сега има еден уствари драм е една као нешто као вреќа, литра не е колку литра вода, него е Него? литра е тоа кај што се собира брашното, Да. као голем еден леген. Тоа е една литра е, не знам, 25-6 кила собира, па затоа вика 4 литра, 3 литра за волку. Лудило тотално, ама некој седнал и го имал Го е написал, да. да. Ќе останеш, исто ќе останеш. ќе Скопските пишеш. мала, ние во рамките на една друга по арт работа, која што не е врзана со активизам, иако е блиска, а тоа со урбаните топоними, она срце на рекорд, не знам, Да. и оној Вучко пред Старловец и такви дедо и внук на Корзо, има она на сама улица Македонија дискотурист, тие се наши акции. Исто така малку кои што уствари раскажуваат урбани топоними, места во градот кои што биле значајни за некои генерации и раскажуваат приказно. Па не само за некои генерации, ден денес дел од нив ги користиме, а не знаеме ма, зошто. Да, зашто? Зашто се вика кај пролазот кај дискотурист? Појма немам. Мислам, па добро, затоа јас што- знам заради ма, моите, се ми ама... не знае, ако не прочита таму. Да. Или рекорд, зашто колку рекорд е битен. Да. Таму веќе нема ништо, буквите ги нема, одамна се смени тој излоки, одамна веќе таму не пише рекорд, ама тоа се вика рекорд и тоа срце позади кој што малку настрана која што е ставено раскажува приказната или Старловец или Поштанска гаража или Кино Карпош не е легендарно кој што исто има една скулптура мала Да. во облик на камера и на проектор кој што никому нема јасно зашто тоа е Кино Карпош. И сите мислат а плюс е у центар. Да. Општински влага у центар се вика Кино Карпош, а нигде нема кино. Да, Или ама... предвојничка у Ѓорче. Мене ми е многу криво што никад не направивме за предвојничка у Ѓорче. Ете ти. Не го знаеш топонимот, Не. на предвојничка у Ѓорче. Тамо било валјда стрелиште, значи и јас не сум бил доволно, не сум ни јас доволно возрастен за да памтам, но таму имало некаква предвојничка обука кај што пукале нешто со воздушни пушки. Тоа кога се учеше, па таму се одржувале валјда часовите, па стара поштанска гаража. Тоа се битни работи за еден град. Да, Скопје така е, нема апсолутно. токму заради тоа немање на визија на градоначалниците. Нас не ни се погоди ни еден, немаме среќа или не сме храбри, не знам. Да еден ни се погоди, да сето тоа земе и направи нешто. Тотално изгубени ни се тие топоними. Да. Сега И не само тоа, вредности. Аустро Скопје 2014 поголема Белјани направи со никогаш незавршениот официрски дом, со театарот, со тоа насилно враќање. Убаво е тоа, може би што е вратено, но тоа насилно се случи. Ја сеќам дека 90-ти имаше иницијативи за враќање на официрски дом. Ја Да, клинец, па многу и зборуваа онака за тоа. носталгично гледав и слушав дедо ми, баба ми кој оделе тамо, пошто дедо ми бил официр, па оделе тамо на појма немам на шо оделе.
Да. Мислам, најверојатно не одене на балови по 60-тите и 50-тите у комунизмот немало балови, одене на некакви игранки таму, агитпроп. Правеле што правеле, ама имаше некаква носталгија кон тие. Сега ние го вратиме баш не слушаме вести тоа све до нигде. Да посматра некој, да каже сакам да направам држава у хаос и вика што ти е главна утопија, вика визијата ми е да станам као Македонија. Не, ова не ми се свија како завршеток, инаку сакав полека да привршуваме, ама Нов мислам лека. да смениме дека имаше едно ќе време, биде имаше ова едно добра време, не знам нека дали- утопија. Дали памтите и се продава и многу се продава книги кај што сам си го бираш крајот. Да. Тоа беше многу добро. Имаше и филмови, серии кај што сам си го бираш крајот, така што Да. јас искрено не сум преголем песимист за Македонија, затоа што е мала држава, лесно се средува, само стварно треба луѓе со визија да дојдат, мислам дека Ја пред ќе ја 20 години сменат исто да го викам. и треба, па добро, и верувам дека ни фалат приказни, ова што ти го кажа, приказни кои што се урбани, нови и повеќе зборуваат за тоа што сакаме да бидеме и на градовите особено им фала што ги враќате.